Овие прилики или неприлики кои што стандардно ги гледаме по метеото, а се однесуваат на светот, се само уште еден показател за тоа какви се последици имаме од климатските промени, дека истите веќе се чувствуваат насекаде во светот. Но колку нашите граѓани се свесни за истите и колку одговорно се однесуваме кон ова наша природа и кон животната средина во која што сите ние треба да живееме. Во контекст на ова имаме една анкета, да го слушнаме и гласот на народот или размислувањето на нашите граѓани, а потоа ќе продолжиме да зборуваме за проектот Трчај за зелена иднина, кој што има за цел на нашите граѓани, поточно конкретно би рекла и на децата од рана возраст, да им сади некои здрави еколошки навики за садење на дрвца и секако за одржување на една чиста животна средина во која што пак ја кажам сите ние треба да живееме и да функционираме. Предлагам прво да ја слушнеме анкетата или погледнеме анкетата, поточно да ги слушнеме одговорите на нашите сограѓани, а потоа и со нашите гости малку повеќе за сите овие актуелни теми кои што се случуваат и во нашето Скопје и се разбира настанот кој што треба да го најавиме за 22 март. Дали сте свесни за климатските промени? Да, ја не верувам дека постои човек кој што не е свесен за овие климатски промени. А што мислите дека ги предизвикува нив? Ги предизвикува, да кажеме, пробивање на озонската дупка и затоа дека гледате и дека секоја ланска година беа 2 степени поголеми, сега ќе бидат уште по. Се сеќавате ланското лето како беа 40 месец дена, така да тоа е опасна работа, топење нагло на снеговите, недостаток од води, жалосно е таа работа. Ако не се отрезниме, ќе имаме проблем со води и со се друго поврзано со климатските промени. Луѓето и нивната немање на совест загрижена кон животната средина. Дали екстремните топлини кои што ги имаме во лето, екстремните температури, мислите дека се последица на тоа? Да, верувам дека да. Ова година е специјално топло. Па претпоставувам да. Ова изместување на вакви температури во март, кога треба да биде поладно или не знам, сето тоа е последица на нашиот однос кон природата. Кога последен пат сте засадиле некој дрво во своја дома? Јас многу пати, учесник на многу од акциите за Ден на дрвото. Па дрва не знам каде да садам, ама цвеќиња садам дома. Живеам во стан, така да дрво навистина не сум можел, иако сум имала желба. Да, тоа се неколку граѓани кои што нашиот колега Мартин ги праша на оваа тема, за која што и со Цеце претходно најавивме и се разбира време е да ги представиме и нашите гости со кои што ќе имаме задоволство и да го најавиме настанот кој што ни предстои на 22 март, но истовремено да позборуваме и за одличниот успех на првиот настан кој што се случуваше на почетокот на овој месец. Ми се чини идеален месец за да се превземе нешто вакво, за една одлична идеја и иницијатива која очигледно вродува со плод, а истовремено предизвикува интерес. Дали тоа значи дека ни требаат иницијатори, дали и каков е впечатокот, еве ќе ни кажат и нашите соговорници на тоа колку имаме интерес да се приклучиме на нешто вакво кое што апсолутно ја гарантира нашата зелена иднина и нешто кое што треба да биде и континуитет, но и со поголем интензитет. Повеќе за ова ќе зборуваме со нашите денешни гости во студиото. Ги поздравуваме Кукана Јановски и Билјана Дуковска, која што е председателка на Дружение за зелено општество Гринер. А Кукана Јановски веќе многумина, односно сите го знаат, македонската јавност, атлетичар, маратонец, нели, па и тренер, ако зборуваме за меѓу другото Кукан, не само овие здрави навики, туку и физичката активност или трчањето кое што го пренесуваш на младите. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Благодариме. Да испратиме еден голем аплауз за иницијатива која што имате и ќе се надоврзам на една од анкетираните која што спомена дека си сади цвеќиња по дома и дека би сакала да имала желба да сади дрвца, но немала прилика. Веројатно требаат вакви моменти да ги охрабрат граѓаните, да им дадат до знаење дека имаат можност да го прават тоа и еве сега ќе ги поканиме за настанот кој што ќе биде на 22 март, но тоа можеби малку подоцна да започнеме со од каде идејата за сето ова. Верувам дека и вие како свесни еколошки
свесни за состојбата во нашата земја, се залагате за почиста животна средина, но нашето општество и граѓаните имаат малку поинакви за жал навики и некако тоа оди во некоја подобра линија, ама со поспори чекори. Веројатно потребни се вакви настани. Од каде идејата, потребата за сето ова и како си поминавте на 1 март, ние ќе преку фотографии ќе се обидеме да им ја деловиме атмосферата на гледачите. Кој прв? Билјана? Како ќе се договорите? Ајде да даеме предност. Како Сдружение за зелено општество нас секогаш ни е предизвик да сме дел од иницијативи кои што промовираат здрава животна средина. И кога велам Сдружение за зелено општество, намерно не сме декларирани како еколошка организација, туку го земаме поширокиот контекст на настаните и ова дружба со Кукан некако дојде преку заеднички пријатели, ама како да било старо пријателство, старо другарство, односно на прва кликнавме, затоа што навистина нашата замисла е дека работите мора да бидат меѓусебно поврзани, односно џабе ние сме многу фини денеска и садиме дрва, ако утре задутре правиме нешто друго кое што нарушува друг сегмент од циклусот. Да. Во случајот на АКА клубот кај нив трчањето е, да речеме, подоминантно, меѓутоа промоцијата на здрави навики беше она кое што рековме, па ајде да го споиме помеѓу здрави и еколошки навики, да промовираме екоактивизам, малку поиновативен пристап, и ова беше само првиот сегмент од она што ќе се случува во текот на целиот проект за трчање за зелена иднина, и во првиот сегмент некако се договоривме дека ќе поканиме дел од љубителите на трчањето кои што се во клубот и кои што ќе можат да разбијат некои митови, дали секој може да трча, дали колената страдаат од трчање, дали планинското трчање е подеднакво исто како ова урбаново трчање и така натаму, со цел да мотивираме повеќе граѓани да почнат здраво да живеат. Да се активираат. Меѓу другото, трчањето не предизвикува отпад, не загадува, дополнително, значи има други бенефити кои што може да понатаму ги споминеме. Садењето дрва беше нешто што се провејува во изминатиот период како барање од граѓаните. Дали можеби и тоа што имавме лета со многу пожари, па шуми... Веројатно луѓето во градов чувствуваат дека им се потребни сенки. Добра. Меѓутоа, она што исто така е познато во последниот период, дека не секој секаде може да боцне што сака, кога сака. И од тука потребата да се има парче каде што ќе може да се засади, го донесе овој проект, и сега тоа парче не го измисливме ние, оди во соработка со надлежните институции, определување на локации и така натаму. Меѓутоа е добро што даде можност да се пробаат луѓево како им оди садењето. Добро и што институциите не се глуви и ве поддржуваат. Рековте, Билјана, трчањето не загадува и трчањето е добродојдена и одлична физичка активност. Јас би додала дека да, трчањето не загадува, но не сакаме да трчаме во загаден воздух. За жал, живееме во едно такво време. Особено средина, апсолутно, воздух средина, секако со она со кој што се соочуваме и за кое што меѓу другото се неопходни вакви иницијативи. Еден одличен пример, кога си ти поточно човек кој што може да ни го долови тоа од двата можни аспекти, од овој негативниот и од позитивниот, ако зборуваме за ваквата иницијатива, а негативен заради тоа што ти си човек кој денот не може да си го замисли без трчање. Тоа го пренесуваме на младите генерации, но и ова е за младите или за иднината. Ако засадиме денеска, се разбира, утре ќе придонесеме за почиста животна средина, па веруваме и за почист воздух. И сето тоа е една одлична целина. Баш така. Да, па како викаат, има една убава мудра мисла, најдобриот момент да засадиме дрво беше пред 50 години, а следниот најдобар момент е токму денеска. Ете, мотивирани и инспирирани од нашата мисија да трчаме, да промовираме здрав и активен начин на живот и да го подигнеме тоа на едно повисоко ниво, ете се здруживме со Гринер, Сдруженијето за зелено општество, и нашиот атлетски клуб АКК. Значи, аплицираше на еден проект кој што го доби, практично тоа е субгрант на Европската унија, поддржано од Европската унија, кој што се реализира преку граѓанскиот ресурсен центар, и добивме зелено светло да ја направиме ова прекрасна иницијатива. И како што кажавме, освен тоа што ние продолжуваме да ги промовираме трчањето и генерално физичката активност и здравиот начин на живот, ете да засадиме и некое дрво. И меѓу другото, овој проект опфаќа и други настани
настани каде што ќе трчаме и ќе собираме ѓубре. Меѓутоа, ете онај што спомнавме на почетокот беше првиот настан беше одличен. Имавме 50 учесници, луѓе кои што дојдоа, ја поддржаа акцијата, засадија дрво. Значи одличен одзив во рамките на она што го очекувавме. Првата акција беше на водно. Тоа беше на 1 март, така да супер си поминавме. Гледам и неколку дечиња и тоа ме радува затоа што негли секогаш велиме тие здрави еколошки навики треба да им се вградат на децата од рана возраст. Како тие го доживеа тој процес на садење? Верувам дека посебно им е интересно секогаш. Точно, нели? Иднината е во најмладите, треба да им го покажеме патот, еве преку личен пример. И тие многу се радуваа, беа восхитени, пресрекни да ја го прават тоа, така да возбудата беше на високо ниво. И генерално сите ние бевме срекни. Еден другар од екипата што трча, на шала ми каже: Кокан, вика, ти успеа во животот, напиша книга, засади дрво, што уште правам. И само да дополнам, некои од децата за прв пат засадија дрво, и тоа беше посебен момент во кој што ја добија она поддршка на заедницата дека тука се помеѓу луѓе кои што прават исто и дека така треба. Тоа е моментот на учење без форсирање на работите. Дополнително ова е проект кој што сме го планирале да биде отворен за сите граѓани, за сите возрастни групи, без разлика дали трчаат, дали не спортуваат. Значи секој може да си најде свој аспект како ќе се приклучи и навистина пораката е тоа дека сите живееме во исто место и мора да се грижиме, ако не заради околината, заради нас, ама не може да ни биде добро нам ако околината не ни е добра и така некако пораките кои што ги испраќаме се повеќе во насока дека секој треба да направи тоа што може колку што може или да се здружи па да направи повеќе. Да, и веројатно веќе дојдовме до време дека што треба да направиме многу повеќе од тоа колку што можеме или мислиме дека можеме, веројатно можеме многу повеќе. Билјана, вие како председател на здружение кое што се залага за зелено општество, ети тоа ќе ни интересира можеби или како податок или како ваше мислење во однос на секојдневната работа и активности. Ние и во минатото сме имале акции и иницијативи за засадување дрвја, но некако ништо од тоа не е доволно. И од тука прашањето ми е колку сметате дека кај нас некако знаеме што треба, и знаеме како треба, но малку сме по да речам бавни или не толку иницијативни во однос на реализација на истото. Секоја чест за поединци како вас и оние кои што се вклучуваат на ваквата акција кои што меѓу другото не се малку ако зборуваме дека е на самиот старт, но веројатно бројката треба да биде многу поголема. Овие иницијативи чинат пари. Да не се лажеме, не е возможно да се реализираат големи активности без одреден буџет на средства и дополнително не е возможно да се реализираат парцијално и да не бидат вклучени системски, структурни, програмски, било како. Еве, општ пример, значи ние ги посадивме дрвтата на 1 март, фати топличко, среќа првите 2 дена врнеше, па фати топличко и ако не се качеше некој да ги навади тие дрва, тоа го направија останатите членови на тимот, тие ќе си сушеа. И веројатно тука лежи оној моментот што се прави и како продолжува, колку имаме континуитет, колку имаме желба, а колку навистина планирано и стратешки пристапуваме кон реализација на активностите. Така и овој проект, ние ќе ги реализираме проектните активности, меѓутоа оно што го правиме во меѓувреме ги подучуваме, ги замолуваме учесниците следниот пат кога ќе се качат на водно, а тоа се луѓе кои што редовно планираат да отидат со едно шише вода и ако може да пуштат малце водичка на дрвцињата. Во суштина активностите мораат да бидат иницијативи, мораат да имаат граѓански аспект, меѓутоа институциите не смеат да ја заборават својата улога и одговорност во организирање на процес на негување, на континуитет на здрава животна средина, вклучително и садење дрвца. И тука вклучително и подигнувањето на свеста за тоа што значи сето ова и колку и да сметаме дека сме свесни, апсолутно е добродојдено да се повеќе се зголемува таа свесност и како велите во однос на одржливост на она кое што ќе го направиме. Значи не само да се отиде да се засади да учествува во акцијата, тука едноставно да знаеме како сето тоа треба да се одржува. Попусто да садиме ако утре правиме неред отпад на секој чекор и ако ги оштетуваме нели. Имаме една мала анкета во проектот која што се однесува на личното ангажирање и на
ангажманот во заедницата каде што функционираат луѓето и ќе излеземе со една кратка анализа, меѓутоа е многу интересно кога ги прашуваме луѓето, ги тераме да се подзамислат дали повеќе зборат од што прават и зошто не прават толку многу. Така што да, еден од сегментите на покренување на јавната свест е да се повикаат и комшиите да се направи истото. Може ли да им споделиме на гледачите какви се дрвца се садеа или дали веројатно има правило кои дрвца се садат сега во овој период од годината, нели, за да можат и да успеат истите и да им потенцираме на оние кои што ќе сакаат да ви се приклучат следната акција која што ќе биде на 22 март, дека не е потребно тие сами да си донесат дрвце, така? Да. Значи битно е да дојдат, да имаат жилба за дружење и да направат нешто добро, нели, за животната средина. Точно. Значи најбитно е само како што кажавте да дојдат, да се појават, се друго е организирано, треба да уживаат. Единствено што може да донесат една убава насмевка, нели? Па сите заедно тоа да продолжиме да го шириме како што и го правиме, бидејќи пред се ова потекнува со од една добра мисла. Токму така, еве благодарност да изразиме и до град Скопје, до паркови и зеленило и до парк Шумата водно во конкретниот случај кој што ни излегува во пресред. Ние се повикавме на онаа статија научна дисертација или како точно студија за пошумување на градот Скопје и нели околината и благодарение на тоа ја добивме оваа почетна првична локација каде што ги посадивме дрвата. Во тој документ се зборува и каде се на друго место во градот е потребно да се пошумува. Да. И ние посочи оваа локација и во конкретниот случај ние имавме неколку вида на дрвца кои што беа црнбор, белбор, јасен. Така што, ете, сите тие беа засадени. Сега, следната акција, повторно, која што ќе биде на 22 март, ќе биде во парк Шумата Гази Баба. Исто така ќе засадиме, веројатно, слични или можеби истите овие дрвца. Чекаме деноиве да ни се потврди и тоа, да биде точно и јасно прецизирано. Меѓутоа, она што е најважно е пораката, нели, која што ја даваме. Така е, да се грижиме за своето здравје, а каде да се грижиме за своето здравје ако не во околината што не обкружува, ако таа е чиста, здрава средина, тогаш автоматски ние ќе имаме здравје на високо ниво. Така е. Бидејќи рековме дека се вклучуваат и младите, треба да се вклучат, треба да се создадат тие здрави навики. Во однос на информацијата, каде и на кој начин, кој се може да учествува и каде да најде информацијата, верувам дека тука не застанувате, продолжувате и понатаму со други настани. И во контекст на ова, дали покрај тоа што ќе продолжите со ваквите акции, ќе вклучите или малку ќе се проширите, ако ги споменуваме најмладите или дечињата, можеби ќе бидат тука вклучени училиштата или нешто што ќе го зголеми бројот на овие млади генерации. Веќе напоменав, проектот е од отворен карактер, значи нема никакво ограничување доколку сакаат организирани групи или представници на организации, институции, било кој формален или неформален облик на здружување да ни се приклучи во активностите. Ние со пошироката јавност комуницираме на два начини, преку Инстаграм и преку Фејсбук. Трчај за зелена иднина се двете места каде што може да не најдат, може да ни пишат доколку имаат интерес, иницијатива, предлог, дискусија, доколку сакаат да одржат некое предавање кое што сметаат дека е важно за заштита на животната средина. Дури може да се донесете некоја нивна садница, знам едно време беше актуелно дапчиња или овие желадите да се ртат по дома па да се чуваат по кутичиња, ако не знаат каде да го посадат дапчето или се плашеле дека некој ќе го, нели, во градов уништи тоа што ќе го посадат, сега е можноста да дојдат. Од прилика ова е втората активност, на секој следен месец имаме уште по една активност. Значи, проектов сега почнува и се развива, ќе трае некаде до крајот на летото. Немаме строги ограничувања што е возможно, што не е возможно. Посакувано е да анимираме што повеќе луѓе да се заинтересираат за здрави еколошки активности истовремено, да не биде тоа сега јас се хранам здраво, ама ѓубренцето го фрлам додека трчам. Да. Или јас, нели... Тоа за жале слика, прилика са. Така да некако сакаме да потенцираме дека не сите сме подеднакво совесни. Сепак треба да покажеме со пример што се случува, како што кажа Кокан во следните активности, ќе собираме нечие ѓубре, со порака повторно да не се прави. Некако се лепат тие примери позитивно на позитивно или повеќе ѓубре на повеќе ѓубре, никој не сака нели да биде исклучен од, како се викате, од средината. Така што ги повикуваме и ги покануваме, добре дојдени се сите, да ни се обратат, да ни се приклучат, да не повикаат, да бидеме нивни гости.
Одлично, и ние заедно со вас ќе ги поканиме и оние кои што не следат и кои што можеби и во моментот слушаат за оваа акција да бидат заедно со вас. Рековме на Газибаба и ќе имаат можностите и да се дружат, тоа е и добра социализација, нели? И за најмладите, па и за повозрасните, и она кое што го чувствуваме и знаеме дека го правиме, тоа е доброто за иднината, но и за нашата природа и средина во која што живееме. Кукан те праша дали трчаше до тука, рече не. Дали ќе трчаш назад, зависи со што си дојден. Не, секогаш ете, нели како што кажам, јас придонесувам бидејќи за животната средина постојано сум на велосипед. Значи, а се разбира дека трчам наутро или во било кој период од денот. Утрово кога беше тренингот? Да, утрово намерно не истрчав толку рано затоа што имам малку потежок тренинг, па да се мотивирам и плюс оваа убава енергија да ја пренесам на тренингот и полесно да го завршам, така што после завршување на емисијава ќе го направам тоа со најголемо задоволство и повторно ќе трчам тука во ваша околина на кеот на Вардар. Ќе искористиме приликата еве на крај само да споменеме за клубот и за тоа дека нели си активен и се уште имаш членови, како што можевме да слушнеме и од нив вклучени во оваа акција, па и информација за тоа кога и како се тренинзите, од која до која возраст и препорака нели за трчањето како една од најчестите. Точно, ете, значи она што сме го зборувале во повеќе наврати, ете, повторно ќе го повториме и сега. Практично и ние и овие активности, ако памтите и вие, сме бил гости на многу ваши емисии, сме ги извршували порано. Исто така сме трчале, сме собирале отпад, меѓутоа сега малце ова го кренавме се здруживме заедно на повисоко ниво, да добивме и поддршка, голема. Така што ние во тие активности продолжуваме и во оние и работилници што ги држиме за едукација на луѓето пред се за трчање и здравиот и активен начин на живот, физичка активност, како влијае трчањето, како придонесува за здравието. А што се однесува до тренинзите, како и порано, така и сега продолжуваме, имаме соработка со Ситимол, каде што имаме бесплатни тренинзи, сите кои што сакаат да ни се придружат на заеднички тренинзи, а не се во можност финансиски, значи тоа е ослободено. Можат само да дојдат, да имаат желба и да дојдат на тренинзите, тоа се заеднички групни тренинзи. И кога да дојдат? Да, може денеска што сме, денеска сме среда, утре нека дојдат четврток во 18 часот, да речеме пред Ситимол. Четврток во 18, еден бесплатен тренинг. Да, еден бесплатен тренинг, да. Денеска имаме во 18 часот детска атлетика, значи и најмалите се разбира дека се постојано дел од нашата заедница, така што продолжуваат и тие тренинзи, имаме и индивидуални тренинзи, буквално секој што сака да трча и да е активен и не мора да трча, може да почне со пешачење, затоа што првиот чекор е најважен. Ги покануваме да ни се придружат на нашиот клуб АКК и на бесплатните активности на Скопје Сити Ранинг Клуб. Важно е да се стартува. Пред да ве поздравиме и да ве испратиме, нели да си ги извршувате останатите активности во текот на денот, бидејќи со години ги правите овие работи кои што ги правите, само да прашаме дали гледате некаков напредок. Веројатно имаме нешто, иако споро одиме, сепак се движиме во подобра линија, претпоставувам. Еве, јас ќе почнам и Билјана нека заврши, да. Па се разбира дека има напредок. Ете, јас трчам веќе во мај ќе направам точно 17 години. Како трчам, уште малку полнолетен ќе станам. Уште малку си израснал генерации кукан. Ете, така да, порано ако имаше неколку трки само во Македонија, да кажам, сега буквално, еве и кога ги правевме сите овие акции, кога се договаравме за термините, го гледав постојано календарот на трки затоа што ќе се преклопат, има премногу трки, што е супер. Значи, од тој аспект трчачката заедница порасна, има трки во цела Македонија, има многу трки во Скопје. Ете, ние сме организатори повеќе од 10 години, исто така и на бесплатни трки кои што се актуелни и ден денес. Луѓето може да дојдат да ни се придружат, да учествуваат на тие настани, така што дефинитивно има напредок. Се разбира дека секогаш може подобро и затоа сме тука да направиме и да зборуваме. Билјана нека каже, да. Да, од аспект на грижа за животната средина постојат трендови. Сега тренд е размена на облека, намалување на текстилен отпад и така натаму. Некако полека го снема оној трендот за електричен електронски отпад. Чистењето е актуелно, меѓутоа од друг аспект се излегува во природа, постои социализација. Имаме интергенерацијска дупка, значи некои генерации побрзо напредуваат, исто така има многу влијание средината, обкружувањето, дали станува збор за заедница составени од млади луѓе кои што
им е фокус и тема, или станува збор за повозрастни луѓе кои што па имаат востановени навики на одржливо живење од порано, или па млади родители на кои што не им е гајле, бидејќи немаат време, значи не постои строга граница. Интерес има, меѓутоа зависи во кој сегмент ќе разгледувате, може да добиете различно мислење. Така, веруваме дека и овие фактори кои што влијаат за да тоа ете така периодично или како велиме во различни генерации на различен начин функционира, можеби и ќе се намалат и со цел да се здружиме без оглед на возрастната граница, и што е најважно како возрастни и одговорни тоа да го пренесеме на најмладите. А поздрав за вас што тоа го правите со сите останати учесници во акцијата, како што најавивме 22 март Во колку часот? Да, времето ќе го дефинираме дополнително. Да, деновиве. Битно Важно нека е- запамтат парк шума Газибаба, 22 март, тоа е практично и ден на пролет, ако не се лажам. Тоа е на 20 ова, На за 20, обојање, но добро. таман Да, за почетокот на пролета имате тргне. убав настан за одбележување на Ако гледаме истата. календарски, така, Да. ако гледаме во однос на времето, верувам ќе ве послужи времето и ќе може да уживаме. Благодариме за гостувањето и ви посакувам убав ден.